На фреквенцијата на 1 ТВ сте, гледате Отворено студио, вечерва со мене Ацо Кабранов. Првиве 30 на минути до почетокот на централните вести, кои се во 20 часот. Мој соговорник ќе биде Совка Пеовска Дојчиновска, член на антикорупцијската комисија. Ја поканив господјата Дојчиновска, бидејќи денеска во собранието се случи, слободно да кажем така, драма околу тоа, околу предлогот премиерот Заев да биде и премиер и министер за финансии. И веднаш директно ќе ве прашам, дали антикорупцијска задоцни со интервенцијата, бидејќи седницата почна, на неа пратеникот Илија Димовски стана и кажа дека треба да се симне од дневен ред, бидејќи има конфликт на интереси. И после тоа во собранието стасала вашата одлука која ја потврдува она што Илија Димовски го рече дека има конфликт на интереси. Задоцни ли антикорупцијска? Не. Бидејќи се знаеше составот, беше јавно објавен кој ќе биде, не е ново тоа. Да, предпоставувам дека и јавноста има таква дилема, дали ние задоцнивме. Веднаш ќе кажам дека не задоцнивме. Треба да знае јавноста дека ние всушност действуваме постфестум. Ако веќе говориме за постапување на комисијата и овој чекор превентивно, односно да укажеме на нешто што може да настане, а потоа да предизвика посериозни последици, е направено токму имајќи го предвид сериозноста на моментумот. Значи, ние го дадовме нашето соопштение, односно обраќање до собранието токму со тоа дека укажуваме на она што е утврдено во нашиот закон, кој што изрично ги набројува функциите што не може да се спојат една со друга. Тоа беше моментумот. Значи, не стана збор за задоцнување. Ние, конечно, им го оставивме времето на функционерите, на премиерот и на неговиот тим, да постапат онака како што бара законот. Одговорноста согласно нашиот закон е индивидуална. И грижата за тоа да не дојдете во состојба на судир или неспојивост на одредени функции е исклучиво на функционерот. Сакате да кажете дека тоа беше ваша одлука, а не постапувавте врз основа на преставка, да речеме, од ВМРО ДПМН? Не. Напротив, тоа е сериозна расправа, не расправа во негативна смисла, туку расправа во нашата институција за тоа дали да го преземеме овој чекор како превентивен, а во интерес на превенирање на една состојба која што не е добро во овој моментум во државата да ни се случи. Да избереме премиер и паралелно министер за финансии, кој потоа ќе треба брзо да го разрешуваме и да се случуваат работи кои што не се добри во моментумот. Добро, ќе ги објасните вие и според законот за специјалниот закон за антикорупција и спречување на конфликт на интереси. Ќе разговараме за тоа. Предлагам првен да го слушнеме прилогот, материјалот што го подготви колегата Кристијан Баневски околу драмолетката што ја викам ја во парламентот. Собраниската дебата за избор на новите министри беше прекината откако на премиерот Зоран Заев му беше посочено дека не може истовремено да биде и председател на владата и министер за финансии. Пред седницата до собранието стигна известување од антикорупционерите кои велат дека предлогот на Заев е спротивен на законот за спречување корупција и судир на интереси, бидејќи според одредбите двете функции се неспојиви. Со барање да се повлече точката од дневен ред, пратеникот од опозицијата Илија Димовски категорично посочи дека Заев го крши законот. Нема амбасадор на држава членка на Европската унија кој што не си дозволил да ни каже нормативно вашата држава има добри закони, но жално е тоа што никој не ги пременува. Во овој случај, кршењето на член 44 став 2 од Законот за антикорупција ќе биде на највисоко ниво, по предлог на мандатарот, односно председателот на владата, а со гласање собранието. Премиерот Заев пак остава простор за дебата. По ова тој најави дека го повлекува предлогот, но сепак останува да раководи со Министерството за финансии, тврдејќи дека законот за влада го дозволува тоа. Законот тоа го дозволува и уставот тоа го дозволува, но кога е отворена дилема и дебата,
власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска која што не расправала, но испрати сериозна порака преку својата дискусија, истовремено и експерти во јавноста, така да формализацијата на ова работа министер за финансии да ја извршува функцијата актуелниот премиер, ја тргаме од дневен ред. Законот на кој посочија и антикорупционерите и опозицијата беше донесен пред само неколку месеци. Според него функциите кои се бираат во собранието се неспоиви една со друга, односно едно лице не може да биде именувано на две такви функции. Комисијата за спречување корупција предупреди дека ќе биде принудена да преземе конкретни мерки доколку предлогот поминеше во собранието. Да, тоа е она што се случуваше во парламентот и како изреагира премиерот. Веќе јавноста е запозната дека тој се повлече од предлогот да биде и министер за финансии. Сакам, вие рековте на почетокот дека не било по преставка, туку вие сами сте одлучиле. Добро, зошто 5 дена пак јас сум упорен, ќе прашам, зошто не изреагиравте во владата дека може да се случи конфликт на интерес? Значи, еве уште еднаш, пред малку реков дека... Зошто не ги опоменавте нив? Да, токму така. Прашањето и претпоставувам и граѓаните така би реагирале. Да. Зошто да не ги опоменеме? Да, затоа и така ве прашувам. Така, и конкретно ќе одговорам. Обврските што произлегуваат од овој закон се индивидуални. Значи, она што се однесува на одредени забрани, на одредено однесување е насочено кон функционерите, носителите на јавните функции, значи сите избрани именувани, и тие се тие што треба да водат грижа за своето постапување. Нема институционална одговорност. Сакате да кажете тоа е работа на премиерот и неговите советници да го советувале дека ќе направи студир на интерес. Имено. Значи не постои тука институционална одговорност. Сега ние на владата ќе посочиме, видите што правите предлог кој што е спротивен. Не може така да се постапува и не треба така да се постапува. Ние ако го извртиме законот, ако извртиме функцијата на комисијата, ќе излезе дека треба да трчаме према сите носители на функциите, па да ги опоменуваме, немој ова да го правите или не. Никогаш не може тоа да се случи. Значи треба апсолутно да внимаваат, во секоја состојба треба да внимаваат да не дојдат во можна состојба на судирни интереси. Доколку не се сигурни, законот вели прашајте. Прашајте во институцијата, ќе ви се каже. Ама денес спана така, вашата одлука како опоменување, затоа што не се случи гласањето за избор сега да ви кажам зошто оценивме дека малку ќе излеземе од она крута примена на законот. Преовлада мислењето дека во комисијата. Во комисијата исклучиво. Преовлада мислењето дека доколку дозволиме, а сме свесни дека ќе оди кон тоа, неколку часа беа во прашање, нели, отиде предлогот, дека ќе направиме поголема штета. Мислам, ќе се направи поголема штета, имиджот на комисијата не е ни толку битен, колку е битно да се превенира сега, во конкретна ситуација, да не дојдеме до состојба на избор на председател на влада и министер, кој што неминовно ќе мораше да го санкционираме. Затоа што нам оттаму не произлегуваат. Затоа реков пред малку, ние функционираме, постапуваме постфестум. Откако ќе се случи состојба, ние преземаме конкретни мерки, оние што ни се пропишани. И сега да гледате од страна сеир, сега да кажам народски, како се случува тоа и да не обрнете внимание барем на можните последици од тоа, мислам дека не е коректно и нечесно би било од нашата институција така лефтерно да се однесеше кон оваа ситуација. Сепак мислам дека го направивме правиот чекор. Народски ќе ве прашам. Заради судир на интереси, така? Знаете како? Кај црпите одлуката дека заради судир на интереси? Законот има неколку делови од законот кои што објаснуваат одредени закон за антикорупција. Законот за спречување корупција и судир на интереси. Порано ако беа два закони, сега имаме еден закон и тоа е.
Самата одредба која денеска многу често се цитираше е во делот спречување на корупција во вршење на јавните овластувања. Значи јавните овластувања се она што е председателот на владата, што е министерот и така натаму. И изрично овој член 44 забранува значи забрана за вршење на други дејности. Значи, ако се смета на двете функции. Во таа смисла се од тука произлегува целиот овој корпус на неспојливост. Зашто ставот 2, што го цитираат сите, буквално завршува се неспојливи една со друга. Значи, буквално, дури не треба ни некакво толкување. Ги набројува функциите и на крај завршува со овие зборови. Неспојливи една со друга. Оттаму е целата изричност. Значи, нема може или не може. Буквално Премиерот се повикуваше на законот за влада и на уставот кој што не го спречува тоа. Јас сега Или ова е понов закон како што значи законот е најнов што може да биде лекс специјалис и буквално бидејќи се знаете како корупцијата е во власта. Власта е таа што може да биде корумпирана и да ги злоупотребува и ресурсите и да ја злоупотребува функцијата и да ги спротистави приватниот спрема јавниот интерес. Оттаму се што се однесува на овие прашања прецизно се уредени со законот наш, со овој закон, со закон за спречување. И има голем број на забрани и обврски на носителите на јавните функции. И тоа што го реков на почетокот кога прашавте дали за доцните, токму затоа почекавме дали сами, односно премиерот, ќе постапи, односно ќе се запраша дали во оваа состојба, односно дали го кршам законот. По тоа беше, како да кажам, поентата на така чекорот. Значи, овој лекс специјалис, овој закон за антикорупцијата е на некој начин во колизија со законот за влада и знаете како и јас не би рекла дека е во колизија изрична. Бидејќи таму не се забранува. Но не се неизрично, според мене, денеска се обидовме... Има фалинки, значи. Значи гледавме буквално одредбите од законот за влада, го гледавме и уставот. Изрично, јас сега не сакам да спорам со експертите кои што го бранат уставот или кои сте експерти од уставот, дека изрично така, дословно, да може да се повикаат на таа и таа одредба од законот за влада, односно од уставот, дека токму оваа состојба е во ред, дека може така да биде, несретнав, јас барем несретам, нека ме демантираат. Добро, имаше еднаш. Имавме случај кога Георгиевски беше и премиер, и еден период и министер за одбрана после Полновска кула. Јас сега не можам... Но тогаш немаше антикорупцијска. Немаше ни антикорупцијска, немаше ни, да речам, закон за спречување. Море, имаше. 2002 е комисијата е основа. Ама не сте били активни. Ви велам така, бидејќи вие сте од самиот почеток сте биле генерален секретар, а во овој состав сте член на антикорупцијска. Да, точно така. Зошто да го споменуваме тоа? Сега не правиме, не знам во какво својство... Да не се учиме на грешките, така сакате да кажете. Во какво својство тогаш Георгиевски ја вршеше функцијата? Беше и премиер и министер за одбрана. Ама дали беше министер, тоа не знам. Сега не би можела баш така да... Не сум сигурна. Ако е како оваа ситуација, веројатно и тогаш не била. Или можеби ако не била санкционирана со првиот закон за спречување на корупција и судирни интереси. Закон за судирни интереси дојде подоцна 2007 година. Така да има поделени мислења околу оваа постапка и околу вашата одлука. Има кои што се за дека е така и дека предност има овој специјален закон и дека тука може да има судирни интереси, макар што судирни интереси. Премиерот е шеф на министерот. Министерот сам ќе направи нешто без премиерот? Каде е тука судирот? Знаете како, ние ако го буквално бараме, буквално да ја толкуваме синтагмата судирни интереси, е неблагодарно. Неблагодарно. Ако тргнеме од тоа дека законот треба да се примени и дека е тоа чиста норма и дека вели не може во исто време да бидете премиер и избран министер,
Ова што сега ќе се случува, како што слушнавме дека премиерот ќе ги врши работите во Министерството за финансии, е сосема друга состојба. До избор на така, министер. тоа е сосема друга состојба. Тоа го имаш и во вашата одлука. Така, значи тоа не значи, бидејќи не е во исто време избран и за министер. Не е назначен за министер. Тоа е значи не се прекршува законот. Од друга страна, вие имате во законот за владата врши надзор над работата на министерствата. Ајде сега како сам себе ќе си врши надзор премиерот. Мислам, еве една од дилемите која што експертите, еве да речеме, можеме да разговараме на тема. Значи, нема изрична забрана за тоа дека може да биде и министер, нема изрична забрана, точно е тоа, како што велат во јавноста, но па понатаму во членовите, сега не сум ни сигурна точно кој беше, не е ни битно, владата врши надзор над работата на министерствата, односно министерот. Така да Ке треба сам себе да си врши надзор. Но ова сметам лично дека ваквата солуција сега да ги врши работите без тоа да биде избран за министер за финансии. Тоа не го прекршува законот. Тоа не го прекршува затоа што е изричен. Сега ние да останеме доследни до одредбите наши на законот. Јас денеска следев, сигурно и вие сте следели, имаше реакции од асистентот по уставно право Прешова. Тој вели дека не гледа судир на интереси и споредува, прави еден пример, дава, вика, тогаш според тоа не може и председател на собранието да биде и пратеник и председател на собрание, мисли на Талат Џафери. Кога се гласа, пратеник гласа, а инаку е председател на собрание. Повторно ќе речам, не би се осмелила да спорам со експертите по уставно право, но логиката е едноставна. За да биде председател на собранието мора да биде пратеник. Мислам, тука не знам како објаснувањето на господинот Прешова е дека тој е во судирни интереси кога како пратеник гласа контра председател, не знам, не разбирам логиката, но Тоа само споредува дека не ја прифаќа логиката дека има судирни интереси. Добро, но повторно ќе речам, јас сум малце да не речам досадна, кога се повикувам и постојано се повикувам. Строго по закон. Строго по закон, па тука така и стои, па нека сите се придржуваме, па да се надеваме дека барем така подобро ќе завладее правото, или она што постојано ни се нагласува од оние што не следат од Европската комисија. Владење на правото владење. Господин Дојчиновска, вие објаснивте дека не сте задоцниле, сте чекале, но јас, моето лично мислење е дека сепак задоцнивте. Бидејќи се знаеше, беше лично премиерот објави кои ќе бидат. Да, но објави, а ние чекавме конечниот предлог да дојде во владата. Знаете, вие преку ноќ дека се случуваат состојби, дека во неколку сати се мине. Па можеби ќе се предомисли. Може во меѓувреме ќе се консултираат, па ќе побараат мислење, па ќе слушнат дека не е добро и дека би било во спротивност со овие одредби. Оттаму чекавме формално да дојде како предлог и да ја видиме буквално содржината на предлогот. Знаете, сега на изјава на премиер да реагирате и тоа мислам дека не е соодветно на институција за која што сакаме да ја издигнеме на нивото која што и е во системот, што и припаѓа на комисијата. Добро, премиерот ја прифати вашата одлука, сугестија. Да, сугестија и кажа дека ќе извршува се до изборот на нов министер еден период. Тоа рековте дека не е. Рековме дека не се коси со одредбиве. Ви реков, ако се случеше, ние ќе моравме посвестум да реагираме. Бевте едногласни во антикорупцијската, сите членови за ова? Дека доколку се случи едногласни бевме.
Мислам, немаше тука дилема. И пред тоа бевме едногласни во тоа дека оваа состојба не е добра, но дали да се реагира вака или да се чека посвестум, во смисла на тоа дека посвестум секако ќе мораше да се реагира. Затоа што вие ќе се најдевме буквално, има прекршочна одредба, мислам сега, како да ви кажам. Сега законодавецот кога го носел законот... Да, тоа членот 47 ми го кажа. 44 е утврдена, а потоа има прекршочна одредба која вели кој функционер што ќе постапи спротивно на одредбата од членот 44 ќе се казни со глоба и така натаму прекршочна. Да. И постапка водиме ние тука, ќе отворевме постапка, па ќе го повикувавме премиерот да излезе од таа состојба, да се откаже од една... има разрешување од министер за финансии. Да, значи тоа како да ви кажам, тоа е сите се чекори што ние ќе моравме, нема тука сакаме или не ќеме да го направиме тоа. Тоа само по себе потоа доаѓа. Доколку се случеше? Вашата колешка предходно, од предходните состави Саđена Тасева, исто денеска имаше изјава дека таа застана на страна на антикорупцијска, дека да, законот за влада и уставот му го дозволуваат тоа, но специјалниот закон за антикорупција и судирни интереси е понов и предност има новиот закон. Се согласувам, да. Ние многу често разговараме на теми, иако е таа од првиот состав, често сме и во проекти вклучени и така натаму, така да се согласувам, нејзиниот коментар мислам дека е соодветен. Добро, инаку јавноста е поделена, како за се, така и за ова. Важно е дека, очигледно е дека премиерот свати дека погрешил. И јас се надевам дека и постапката на комисијата ќе биде ценета токму така, заради пошироката слика, заради поширокиот интерес. Ви велам колку ќе беше банално, дури и невкусно, тој збор да го употребам, дека отпосле ние да отворевме постапка, па ајде сега премиера ве повикуваме. Навикнати сме ние на тоа забава за народ. Па не би сакала понатаму да биде така. Ајде да нешто менуваме, да нешто направиме да биде палцето како што треба, така? Како што треба. Да не оценуваат меѓународните по-лошо. Баш така. И сега за крај имаме уште минут-две. Антикорупцијска се разработи, овој состав многу се разработи. Точно. Имате многу држат, но тоа е. Има. Знаете како, јас неколку пати кога бев во прилика... Затоа што предходно беше заборавена антикорупција. Точно така. Во неколку прилики исто така имав можност да ме прашаат и да одговорам на ова прашање. Знаете како, зошто е... Прво, одеднаш се појави новата институција. Граѓаните се многу разочарани во функционирањето на институциите. Многу. Верувајте, мислам, тоа е... Нема доверба во институциите. Нема доверба. Целосно изгубената доверба во институциите, одеднаш ние се појавивме како некоја звезда на небото и ајде сега. Има секакви представки. Граѓаните имаат секакви проблеми. Од најбанален проблем дека со комшијата не може да се разберат околу Да, секакви. Има секакви, но ние ги сите представки ги разгледуваме, по сите постапуваме. Кај што држи, макар и што не наликува на сомнежи за корупција или судирни интереси, ние постапуваме, ги доставуваме до соодветните. Најчесто забележуваме затајување на инспекцијските служби. Така. Инспекцијските служби прилично... Тука има и корумпираност, сигурно? Да, сигурно дека има. Господиња Дојчиновска, ви благодарам, ни истекува времето, за 10 минути ќе почнат централните вести на 1 ТВ. Ви благодарам. Ви благодарам што ме поканивте. Благодарам.